Премии за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутра. Агенцијата за катастар на недвижности прославува голем двоен јубилеј. 95 години геодетски премер и 75 години геодетска управа. Причина повеќе денот да го одбележиме со гостинка во студијата. И што се случило пред 75 и 95 години, како ќе се одбележи денот, и за тоа како котира Агенцијата за катастар на недвижности во меѓународни рамки, дискутираме со првата соговорничка во Македонија наутро. Велам добро утро за државниот советник во Агенцијата за катастар на недвижности Татјана Ценова Митревска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Благодарам на поканата. Споминавме два значајни датуми, еден пред 75 години на денешен ден, еден пред 95. Како ќе се одбележат како ќе се одбележи јубилејот? Да, двата големи јубилеја на Агенцијата за катастар на недвижности е замислено да се одбележат преку организирање на меѓународна конференција, на која учество ќе земат представници од меѓународни институции, значи и лица од агенции, со кои долги години Агенцијата за катастар на недвижности соработува и реформите кои ги спроведе самата наша агенција, заедно со вработените, учествува и овие представници на меѓународни институции. По повод двата јубилеја, значи кои ќе ги одбележиме со оваа меѓународна конференција, изработена е монографија за која ќе биде доделена, значи, на учесниците на конференцијата, каде што целата историја на Агенцијата за катастар, а и движењето, односно институционалниот развој и развојот на премерот како основна дејност, значи геодезијата во Агенцијата за катастар на недвижности е подетелно опишана. Воедно, бидејќи на самата конференција ќе има голем број на презентации, изработен е изборник на трудови, каде што презентациите на секој од презентерите ќе биде внатре содржана, значи на македонски јазик и преведене на англиски. Воедно на конференцијата ќе бидат доделени и признаници и благодарници на институциите кои им дале значаен придонес за работата и за реформите спроведени во агенцијата и во минатота, а и институции кои се уште работат со нашата агенција и се од голема корист за реформирање на нашата институција и во иднина. Споминавте, ова ќе биде меѓународна конференција по повод двата јубилеи. Од каде се ќе има учесници, да споменеме за нашите гледачи, кои теми конкретно ќе бидат офатени во рамки на оваа конференција? Така, на оваа конференција ќе имаме, значи, гости од меѓународните институции, како што се Eurogеографикс, Сдруженијето на геодети, после од JICA, тоа е Јапонската агенција за обнова и развој, со нив исто многу сме соработувале. Потоа ќе има представници од холандски, шведски катастар, тие биле и се уште се присутни во нашата агенција. Сите тие ќе имаат и поздравни обраќања, односно презентации. Темите се воглавно за работата на агенцијата, односно нивната соработка со нашата агенција како течела, а фокусот секогаш на тие реформи било да агенцијата стане една современа институција согласно меѓународните институции, да биде, значи, ефикасен и брз јавен сервис до граѓаните. И зошто денешниот ден е толку значаен за Агенцијата за катастар на недвижности? Што се случило пред 75 и 95 години на денешен ден? Така, да почнеме со 95, бидејќи пред 95 години почнал првиот премер, значи, на оваа територија во Македонија, согласно тогаш се уште сме биле во рамките на кралството на Срби, Хрвати и Словени. Така да согласно тој закон од 1928 година е извршен тогаш првиот премер. Премерот како течел бил вршен во главном на поинтензивни подрачја со интензивен, значи, развој, се во функција на формирање на пописниот катастар. Тој бил катастар за фискални потреби, потребите за оданочување.
Со времето, кога стапува во сила Законот за катастар на земјиште, се врши исто премер. Согласно овој закон, тогаш се добиваат податоци за земјиштето, во главном за корисниците на земјиштето, без податоци за собствениците, односно за објектите кои се изградени на самото земјиште, ама сепак, значи, имаме податоци за корисниците. Секој земјиште си има свој корисник. Да на крај во 1986 година, значи тој процес континуирано течел, но јас се фокусирам на главно трите главни премери и трите главни закони, кои е вршен ваков премер. 1986 година е донесен Законот за премер катастар и запишување на права на недвижности, кога тогашниот, значи Државен завод за геодетски работи, започнува со постапката на излагање, на запишување на правата на недвижности, значи врз основа на правни исправи, така да покрај податоците за земјиштето, ние добивме податоци и за собствениците. Што значи, првично поседовниот лист кој беше валиден, значи главен производ во пописниот, односно премерениот катастар, сега станува имотен лист и се знае, значи, на целата територија на државата кој е собственик на кое земјиште. Така да тој е закон главен и работиме на тоа, имаме, да речеме, интензивно, правевме измени на законот, бидејќи доста од земјиштето има собственици кои се иселени, кои не беа заинтересирани, да кажеме, не беа можда информирани или биле починати, а не префрлено. Значи, остана некој процент од земјиштето незапишано, немаше собственици, ама направивме секакви напори со големи кампањи, значи измени на законот да се изложи, односно запише на тој што има правен основ за тоа земјиште. Госпоѓо Митревска, колку овие процеси се особено важни за нашата држава и што доби Македонија од процесот на геодетски премер во државата? Колку се важни оние геопросторни информации? Вака, не спомнав за оној вториот јубилеј, ама добро, вториот јубилеј уствари е 45 години од формирањето на агенцијата, значи како републичка управа, нашата сегашна агенција за катастар на недвижности е формирана со уредба од 1947 година, се трансформирала после во геодетско биро, па во Републичка геодетска управа, па во Државен завод за геодетски работи. Тоа во 2000 година, да во 2008 година го добие новиот назив, ама значи овие промени се правени врз основа на закон. Со самото менјање, значи не се менувало само името, туку и надлежностите, нели, на агенцијата, која во главна активност е восстановувањето и одржување на катастар на недвижности. Главната, значи, придобивка од сите овие реформи е восстановувањето на катастар на недвижности на целата територија на Македонија, што значи придонес за државата е развој на пазарот на земјиште во државата. Тоа беше согледано од странските, значи, институции, консултанти што доаѓа во 2002 година, трета, па гледа што агенцијата во кој поглед треба да се реформира и се утврди дека согласно и приоритетите на владата, и односно програмата на владата Република Северна Македонија, секогаш да бидат следени од нашата агенција, значи работиме паралелно и односно ги спроведуваме приоритетите на владата. Развојот на пазар на земјиште, тоа значи отстранување на влез на странски инвестиции, на тие административни бариери, можност за запишување на хипотеки, зимање кредити, а се тоа е едноставно олеснување на прометот, сигурносни права, значи се фокусираме на заштита на собственичките права,
а се тоа ефикасно и брзо гледаме да го добијат граѓаните, бидејќи развиваме такви сервиси електронски. И како котира Агенцијата за катастар на недвижности во меѓународни рамки, односно колку ова се што го споменате во насока на напредување на работата и реформирање на агенцијата придонесува да се издигне на повисоко ниво како стручна и професионална организација во меѓународни рамки? Да. Значи во време кога се спроведуваа реформите, нели имавме една ситуација, одреден статус, недостатоци, да речеме, мислам, во работењето, кои бараше да бидат променети. Сега агенцијата високо котира во меѓу земјите кои работат на истава материја, меѓу агенциите за катастар недвижности во регионот. Ние го следиме примерот на овие европски катастри, кои се современи и се вака пример за добро работење, нели отворен, транспарентен сервис на граѓаните. За таа цел, значи, како доказ дека добро стоиме, дека добро котираме и меѓу другите институции, меѓународни институции, и прво Агенцијата за катастар недвижности беше наградена за своите реформи во 2010 година за првата фаза, нели, на реформите кои почнаа 2005 година. Склучуваме многу меморандуми за соработка со разни институции, значи разменуваме знаења, искуства со многу институции, а и доста представници од други катастри, дури и од други континенти беа наши гости, така да доаѓаат тука да видат како работиме, за да можат нашите искуства, нашите промени да ги внесат и во нивното работење. Во овој дел би сакал да споменеме и кои се оние активности во фокусот на Агенцијата за катастар на недвижности, на што ќе биде ставен фокусот во иднина, и истовремено да заокружиме да споменеме зошто е важно за една држава да поседува функционален, но и модерен катастар. Да, па бидејќи катастарот во сите држави е доста битен за граѓаните и за државата и за институциите, односно најважно за владата, ние како Агенција за катастар на недвижности секогаш сме ги следеле програмите и стратешките планови на владата и гледаме нивните приоритети да ги вградиме во нашите стратешки планови и годишни програми. Па и оваа година исто во финална фаза изработка на нов стратешки план на агенцијата 2023-2025 и согласно програмата на владата на Република Македонија сакаме да придонесеме, значи, за добро владење, развој на намалување на невработеноста, развојот на пазарот на земјиште. Тој брзиот ефикасен катастар значи добивање на електронски сервиси, дигитализација на услугите, така да доста сме транспарентни, јавни во своето работење, овозможуваме, значи, комуникацијата меѓу институциите да оди електронски исто, да ги избегнуваме оние редици што беа на времето по шалтери, така да сме повеќе фокусирани баш на електронското работење. Токму тоа беше моето последно прашање. Генерално, граѓаните имаат најголема главоболка кога треба да завршат некоја работа од заглавувањето во административните лабиринти, и добро е да се знае дека се унапредува и овој сегмент од работењето. Нема, мислам, и институциите кои во главном работат со недвижности, врзани кои се во овој процес на пазар на недвижности, така најпопуларно спомнат и поим користен и во странската терминологија. Сите тие се и електронски поврзани со нас, со нив имаме добра соработка преку системи, нели сега се развиени на e-влада. Едноставно се оди кај нас брзо, се почитуваат роковите, се знаат кои се роковите, бидејќи се што работиме, за колку време, што за што треба, како правен документ, се објавено на веб страната. Главно е за овој стратешки план и за наредниот период што следи, сакам да го споменам и изготвувањето на два нови закони. Тоа е законот за катастар на земјиште, значи тој ќе биде
Законот за катастар на недвижности, значи тука ќе се дефинира надлежноста на агенцијата, а за прв пат во Македонија ќе се донесе и закон за геодетска дејност, кој ќе ја регулира баш геодетската дејност, новија простори и ја обединува целокупната геодетска, значи не само таа што е врзана со останување катастар, туку геодезијата е широк поим. Така да во голема мера ќе им се улесни на корисниците на корисниците, на граѓаните. Благодариме за денешното гостување. Честит јубилеј уште еднаш за сето она што ќе биде ново во Агенцијата за катастар на недвижности. Повторно ви имаме во Македонија наутро. Добро, благодарам. Честитки за јубилеот, ќе се видиме во следна прилика. Благодарам.